Здраво Македонија, ве поздравувам и ве поканувам да останете со нас и ве денеска ве носиме на едно убаво место, музичко катче каде што има еден бенд кој што создава убава музика. Членовите се 5, но денеска ќе зборуваме со тапанарот и гитаристот да ни кажат малку повеќе за бендот, колку време постојат, каде свираат до сега, некои планови во новата година кои што ги имаат. Мојот соговорник кој што е тапанар е Леон. Леон, добро утро и добро дојде во Здраво Македонија. Добро утро, добро ве најдов. Така како што кажав, ти си тапанарот, вашиот бенд се вика Do Not Disturb, што би значило не ми досаѓај. Интересно, да, скратено. Интересно име, како еве всушност настана овој бенд? Бендот настана, се запознавме сите тука на ова место, во Music Club. Тука дојдовте на часови да земате? Да, така. И организира школото концерти, таму се запознавме, се најдовме ние. И решите да си направите бенд? Да, решивме да си направиме бенд. Името ни е брзо сега создадено. Идеја од ваш колега Ивце Пивце. Така. D&D. Па добро, добар комбил. Супер, да. Стефан, како еве ти се допаѓа тебе оваа дружба на некој начин и овој бенд кој што го формиравте? Па знаете, во бенд важно е и луѓето да се совпаѓаат едни со други. И ние дефинитивно го имаме тоа и покрај тоа што сме одлични музичари сите, можам да кажам со сигурност. Многу ни помага тоа што се сложуваме на секаков начин и во музички и во социјален поглед. Така. Се дружите надвор од, да речеме, од овие простори на училиштето? Да, многу често, затоа и ние толку блиска врската со творењата и со музиката така, и со да. бендот, така. Каде настапувавте изминатиот период? Изминатиот период имавме и некои приватни свирки за нашиот бенд и организирани од школото, Пиволенд, Винофест, такви настани. Да, какво искуство ви донеса тие настапи, дали е нека секако е поразлично додека вежбате овдека во училиште и кога ќе излезете на сцената? Да, различно е, но секако убаво е. Сепак свирите пред луѓе, тоа е нешто најубаво за музичар, посебно за деца кои што сака да свират, нешто најубаво. Така, колку Стефан еве го ја изучуваш гитарата тука во училиштето? Колкав период? Па јас сум кај професорот Љубомир Накевски повеќе од 10 години веќе, околу 11 години. И тоа е, не знам, наистина нешто што мене ми помогнало да се подам во гитарата. Дефинитивно немаше самоук да станам на ова ниво на кое што сум моментално. Така. Колку време е потребно секој ден да се вежба, бидејќи знам дека музичарите за да останат условно кажано во кондиција би требало секој ден да се дружите со инструментот кој што го свират? Па всушност вежбањето секојдневно е персонално. Може на некој му треба 10 минути, на некој му треба саат време, 2 сати. Добро правило е да прекинеш да свириш кога не се свири веќе, а да почнеш да свириш кога се свири. Не мора тие да ги имаш континуирано, туку да ти е интересно. Во главном и тоа ќе ти помогне да имаш поголема љубов и за музиката и за свирење на инструментот. Навистина убава порака, а Леон кога станува збор за тапаните, секако мислам дека е доста захтевен еден инструмент. Да. Колку ете време тебе ти требаше да научиш и колку ете ти би било потребно секој ден да се дружиш со тапаните? Па искрено скоро секој ден се дружам и со тапани и со други ударни инструменти. Свирам и тарабука. Свирам од кога знам за себе, од музичка фамилија потекнувам, а баш тука во училиштето сум веќе 3 години. Така. И колку ете некој кој што сега би сакал, би го препорачал ли ти овој инструмент? Кажете дека свириш и тарабука, нека сепак се ударни инструменти, би пробал ли некој пат гитара или пак не знам клавиатура, нешто друго? После сите ударни инструменти ми се допаѓа кларинетот. Но мислам дека треба да се усовршат уште тапаните, иако сум релативно доста добар, сепак треба. Имате ли некоја желба за во новава година, сега 2026, која што ќе си ја посакате со бендот да ја остварите некој, не знам, да бидете пред група на некоја голема звезда музичка која би дошла тука кај нас? Секако да, тоа е на сите желба, сакаме да направиме нешто авторско, да се бавиме со авторска музика.
Стефан, имаш ли ти некоја порака и те за младите кои што се на слична возраст како вас и сакаат можеби да направат некој бенд, нешто со што би ги охрабрил? Најдете луѓе кои што си совпаѓате со нив за да можете убаво да се сложувате на први. Немојте да се форсирате премногу да правите нешто што не го сакате, свирате музика која сакате. И успехот ќе си дојде сам, така. Да бидеме спремни за секој предизвик кој што ќе ни го даде музичкиот свет.